информирани и буквално плаче и кажува дека сета вина на оваа држава лежи во фактот наводно американците не ги сакале македонците, па премногу ги сакале албанците, па НАТО ги сакале албанците. Тоа се едни, слободно можам да кажем, едни моронски изјави, едни небулози, празни зборови кои што воопшто не држат и вистината е сосема на понеква страна. Сега пред да дадам некои поконкретни елаборации околу војната, само да кажам дека партијата Народно движење за Македонија своето политичко делување во периодот што следи пред нас ќе го темели на два основни принципа. Првиот принцип ќе биде да им ја кажеме вистината на граѓаните на оваа држава, или поконкретно која крадеше, која лажеше и која растуреше оваа држава во овие 10 години. А вториот наш принцип ќе биде истовремено да понудиме конкретни решенија за надминување на сите овие состојби кои што се појавија во државата. За неколку дена ќе излезе нашата програма, таму граѓаните ќе имаат прилика да прочитаат сите тие конкретни решенија што ги нудиме и нашата визија за надминување на сите тие неповолни постоечки состојби кои што владеат во државата, односно искоренување на сето тоа зло кој што ја прати оваа држава во овие 10 години. За волја на вистината, проблемите во оваа држава не се од 98 година, проблемите отпочна со чинот на осамостојувањето некаде 90 година, но тие проблеми само се таложија, се мултиплицираа, се множија и како секоја појава во животот, работи не може вечно се таложат и доживеа своја експлозија во јануари месец 2001 година кога отпочна војната. Сега околу војната, бидејќи времето не дозволува многу, али во периодот што следи пред нас, ние детално на граѓаните на Република Македонија ќе ме кажеме вистината, и тоа не со голи фрази, голи декларации, него со факти, со аргументи и со изнесување на конкретни документи, за да ја видат граѓаните на оваа држава вистината. Инаку околу војната можам да кажам дека без разлика што сега ние гледаме политички представници од нашата влада парадираат по Македонија и се чукаат во гради како Македонија ја добила оваа војна. Јас не знам како може да се пласираат такви тези кога ние во моментов не контролираме 1/4 од нашата територија. И за овие состојби нас воопшто не се криви овие меѓународни фактори кои што за волја на вистината играат одредена улога, тоа не е спорно. Но клучните состојби за стабилност на една држава зависат од внатрешните релации и од внатрешните состојби. Сега зошто Македонија изгуби оваа војна? Без разлика што, како што кажав, нашава актуелна влада сака да прикаже понеква состојба. Но ние сме свесни дека ова се така балкански простори каде што луѓето се изгледа премногу мераки на победи, па и поразица сака да ги прикажат како победа. Ние во таа војна, прв момент кој што влијаеше да изгубиме таа војна е моментот кога со почнување во јануари месец 2001 година, за месец дена во февруари истата година, председател Трајковски беше повикан во Америка на разговор кај американскиот председател Буш. Сега, од службениот извештај што го добивме од таа средба како дирекција за безбедност и контраразнавање, бидејќи таква е процедурата, законската процедура, и од разговорот што го имав јас со некои членови кои што учествувале во тие директни разговори од нашата делегација, на таа средба американскиот председател Буш буквално му рекол на Трајковски дека тоа си е ваш проблем и има да си го решите како знаете и умеете. Нашиот председател Трајковски уште не слета на Скопскиот аеродром, овие неговите советници Фрчковски и Поповски почна народски кажано да му го мотат умот како требало кризата да се реши со дипломатски и политички средства. Па требало да се консултираат премиерите на најзначајните членки на Европска заедница и додека овие се консултира, овие албански терористи секојдневно освојуваа македонски територии. Значи во тој првичен момент кога ние имавме децидна и конкретна поддршка од најмоќната сила на светот, од Америка, да се справиме со тие терористички банди, заради нашата страшност и преклечност на тие советници што беа најекспонирани од тие исто така од една разузнавачка структура, дозволиме таа војна да се расплоне и видовме кај беше крајот. Втор момент кој што влијаеше, ние во услови на таа војна немавме тоа неопходно политичко единство. Ние гледавме како се однесува нашите преговарачи од таа речено условно македонска страна, Бранко Црвенковски и Лјупчо Георгиевски. Кога немаше тоа политичко единство е клучниот фактор, клучната брана за опстанокот на една држава, за сочувување на територијалниот интегритет и суверенитет на државата. Ние го гледаме пред неколку дена нашиот премиер како најмалку 50 на пати го спомна тоа политичко и национално единство, а воопшто не кажува зошто го немаше тоа политичко единство во најклучниот момент за време на војната. Единствено во тие судбоносни моменти што правиа Бранко Георгиевски, секој ден одеа кај тие меѓународни улеснувачи, Леотари, Пердуи, меѓусебно се кодошеа меѓу себе во тие клучни моменти за државата. Трет момент кој што влијаеше, кој што е на војна, најбитно место во државата ви е советник за национална безбедност на председателот на државата. Сега ние имавме ситуација нашиот председател да го советува еден млад 6-7 години Никола Димитров, кој што стотоку произлезе од правниот факултет и беше назначен за
советник на председателот на државата за национална безбедност. Тука се уште искуството е најдобриот учител. Наместо се стават искусни кадри кои што би го советувале председателот, ние ставивме еден млад господин произлезен од факултет. Вие денеска да прочитате една книга и да го советувате председател како да ја добија војната, тоа е незамисливо. Тоа јас мислам во меѓународни рамки. И што е потрагично, наместо тие млади партиски активисти да се стават на соодветни рамки, дури овој млад господин беше награден со амбасадорско место во Вашингтон. И што е потрагично, неговиот татко е амбасадор во Москва, Димитров, а човекот гледаме дека секојдневно пласира тези како ова нација не постои. Како нејзините корени треба да ги бараме во една соседна земја, во Бугарија. И сега вие имате ситуација татко и син кои што го немат изградено со македонскиот народ да ви ја представува државата во најзначајниот дипломатски и политички центар. И сега ја би ги прашал тука граѓаните што ни е крива нас тука Америка и НАТО за овие состојби. Или уште еден клучен момент, во услови за внатрешни работи и за одбрана во тоа време се однесува и Љубе Бушковски во таа влада за национален спас. Мислам дека на почетокот беше Пауновски. Војната, министер за одбрана беше Бучковски, министер за внатрешни работи Љубе Бушковски. И сега видите како русководци на две спротивставени војски не најдоа доблест и храброст да седнат стратегија за одбрана на оваа држава. Презема активности кои што немаат врска со војната, кои што водеа во или да бидам уште поконкретен. Ние имавме ситуација кога таа беше за ослободување на Рачиново. Таму одмah на почетокот загинаа тројца припадници на Министерството за внатрешни. И сега тие власта беше да сокрива вистината. Тие тројца припадници не загинаа од тие алби, него загинаа од топовска граната нашата армија, бидејќи не им ги знаеше координација. Сега власта бидејќи не кажавме дека ќе бидеме партија чиј врвен принцип ќе биде да им ја кажеме вистината на држава, за луѓето да знаат, бидејќи власта успешно манипулира со сите тие факти. Или втор момент, да кажеме случајот во Карпа. Ние пред 2 дена имавме гостување на локалната прилепска телевизија. Едноставно луѓето се шокирани кога ја слушнаа вистината, дека тие луѓе Карпалак не загинаа како резултат на тие албански терористички банди, него вистински нашата влада. Тоа им го кажавме на прилепската јавност со документи, бидејќи тој случај Карпалак, како што знаете, се случи на 8 август 2001 година. Еве сега праве таа трагична случка и не знаме со кој лице, со кој образ сите тие наши генерали положуваат цвеќе на гробовите на тие загинати луѓе и е проблем на сосема трета страна. Па затоа не сум само кратко да кажам, принцип контразнавање. Уште на 1 јули, значи 40 дена пред доби сознание дека на тоа брдо Карпалак има вкопана терористичка нејзиниот бројчен состав. Тоа беше една група од 15 до 20 луѓе кои што некој денот беа уживатели на опојни дроги, а во вечерните часови се повлекуваат во околните села. Дирекцијата за безбедност и контразнавање толку работата што дури вгради со работник меѓу таа терористичка банда. И сега дена да ги знаете сите тие работи во услови кога тие можеа да бисат само со еден хеликоптерски напад, да ги знаете сите тие работи и после 40 дена ви гине полн автобус на резервисти сите од сега дополнително за сознание што ги добиваме, па ако кажувате на друга ситуација, август, рамковниот договор беше склучен на 13 август. Сознание што ги добивме сега што ги кажувам, веќе основано може да тврдиме и најодговорни за политички потреби на нашата влада. Леснувачи кажат дека ако не следните за албанците да подпишат тој договор некој ден. Што значи тој принцип наш ќе го промовираме во јавноста и ќе ја кажеме вистината на граѓаните на Република, бидејќи оваа војна Македонија изгуби во секој поглед, и на политички и на воен план. И јас сега не знам овие наши воени аналитичари на генерациите што следат пред објаснат како успее една терористичка банда од 1500 луѓе на Али Ахмети порази на 30.000 македонска војска и полиција. Резултат дека македонската полиција не беше способна и обучена да се спушки банди, него како резултат на глупостите што ги правеше нашата влада, неспособноста, а пред се поради знавашка приклештеност на двајцата најзначајни носители во македонската влада, се дело тоа сценарио што го кажав, кој што треба, ако не се променат состојбите во заврши некаде 2005 година, кога и се гледа крајот на оваа држава. Внимателно ви слушав за овој дел. За многу работи се сложувам со вашето мислење, освен за едно, дека кога нашиот председател на неговото враќање, неговите советници Поповски и Фрчковски го советувале, кој што го советувале. Сеќавам дека во колумната, видите, почетокот на војна колумна на дневникот Госполски, кој што изричито бараше веднаш да се напаѓа, да не се чека ништо, туку он беше познат по тој да не чекаме, туку тенкови, се прочем што имаме да се реши состојбата. А вие премал се спомнате дека така да тука не се согласува, меѓутоа тоа и не е. Само Фрчковски е посебна приказна.
во овие 10 години, ако сите знаете, сите можни влади и на сите можни председатели и секогаш во и околу власта. Сега ова што го он го кажа, але не го кажа тогаш, не го кажа после 3 месеци од обсад. Така да кога го советува председателот дава едни изјави, а вестниците е многу воинствен. Така да позадината е многу поинаква игра сите тие моменти. Немаме толку време. И со конкретни податоци немаме. Обаче овие 2-3 дена има една многу актуелна извештајот на кризната група за Македонија, корупцијата во Македонија. Сметате ли дека во Македонија навистина Тоа веќе не треба посебно се докажува, не треба нас група да ни кажува колку корупција во Македонија, колку тоа сите граѓани. Вие денеска за најбанална работа да тргнете да работа ви требат 1 милион врски или се ситни работи. А за ова корупцијата што кажувате веќе не спорна и во таа во неа се инволвирани многу личности кои што се на високи политички функции. Сега можеби еве сака тоа да тој наш еден спроведем исто. Ако доколку добиеме сака да го спомнам моделот кога ќе презентираме нашата економска програма. Тоа ми е следното прашање. Да не избрзам. Но Вака, значи од програмата на вашата партија поинаку од сите партии што досега ги имаме видено. Основен адут на овие избори ќе биде вистината луѓето кои што ја чинат оваа партија. Јас кажав дека ние сите тие луѓе ќе излезат во јавноста да се видат нивните биографии, да работи за луѓе кои што не им е првенствен тој личен интерес за да се не спорно е секој човек има личен интерес, но битно е како тој изира, да биде некаде на трето, на четврто место. А кај овие тој личен интерес ќе биде некаде токму на тоа место, некаде на трето, бидејќи сите успеале во своите бранши и се релативно ситуирани. Еве ја го кажав и мојот пример, можете удобно да седам во ДБК, работите како се одвиват. Ако беа работи добри и ако одеа во насока држава. Сега околу програмата можам да кажам дека ќе излезе за неколку дена, граѓаните ќе имат прилика да ја таа така концепцијски се состои од услови. Во таа програма ние нудиме мерки од краткорочна природа. Сега тие мерки од краткорочна природа, но тие мерки не се од таква природа да можат тие неповолни состојби во државата, туку се пред се мерки на една морална тежина. А сега во ова мерки од околу 20, сега во ова прилика бидејќи времето така 3-4 кои што би биле поинтересни. Колку ние добиеме доверба да практикуваме, да партиципираме во извршната власт. Од најдна природа што ќе направиме во прва ќе ги продадеме сите тие 30.000 службени автомобили во државата. 30.000 службени. Во моментот во државата се службени автомобили на терет на буџетот. Сега ние имаме една бројка да ја сведеме на примамливи 15 и сметаме дека 15 за сите протоколарни потреби 15.000 или 15 автомобили. Не се 1000. Така, кога една Данска и Шведска, Македонија може да има 15 и сметаме дека ќе задоволи протоколарни потреби, пречек на странски делегации и слично. Во моментов на целата државна администрација вози 3 автомобили секој ден. Сега кога зборам 30.000 не мислам само на властната покриеност на државната администрација. Тоа значи една кратка преземеме што ќе реализираме доколку практикуваме власт. Втора мерка која што поидно е намалување на таа така наречена апанажа од 12 месеци до 3 месеци. Сега верувам дека голем дел од граѓаните, сите тие силни директори кои што во овие 4 години се изредија променувани, па тие министри, па заменици, помошници, директори на јавни претпријатија, на заводи, верувам дека граѓаните не едното сменување уште година дена се на буџетот, со односно таа така наречена апанажа.